претвора во јава. Изворот од кој црпиме знаења и истражуваме нови светови. Се што создаваме со свој раце, го исполнуваме со стивот на својот дух. А нашите просветители не насочуваат кон откривање на сопствените аспирации. Како што ја запознавме меѓусебната осека, ја откриваме и плимата. И иако различни, нашите раце градат еден единствен свет. Во постојан костет со играта, смејата и другарувањето, осознаваме нови соништа за исполнување, кои не воздигнуваат високо над сопствените можности. Почитување, добре ни дојдовте на овој свечен ден, голем празник на нашето училиште. Го покануваме нашиот директор Никола Стојковски да ви се обрати. Почитувани гости, добро ни дојдовте на нашиот празник заедно да прославиме 45 години од денот кога почнало да работи ово училиште и 110 години од раѓањето на нашиот патрон Страшо Пинчо. Сакам оттука да се заблагодарам на тимот на наставници и ученици кои месеци наназад се подготвуваа за овој ден, на целиот колектив, училишниот одбор, Советот на родители и општината за целосната поддршка и доверба. Кога ќе се присетам како ученик, колку ми беше битно да го гледам на патрониот празник, а уште поголем престиж да учествувам во него, од оваа улога што ја имам сега, верувам дека се одолжив на моите наставници, на населбата и дека на некој следен јубилеј од овие наши ученици ќе дојде некој нов директор кој ќе шири солидарноста, емпатијата, ентузијазмот и ќе допринесува уште повеќе за заедницата. Всушност, тоа си идеите и на Страшо. Тој знаел дека само со тие вредности можеме да бидеме обединети, успешни, среќни и да создадеме здрава младина. Сега ве поканувам да уживате во подготвените точки на нашите ученици. Да живее Страшо, да живее населбата, да живее Македонија. Имаме работа, се подготвуваме за голем ден, за патронен празник, за роден ден. Како патронат, чиј роден ден? Како чи? Па на нашиот Страшо. Којот е Страшо? Вие многу знаете за Страшо, за сликање први сме. А сакаш да слушнеш нешто повеќе? Па ајде може. Тогаш седни и слушај. Во 1980 година започнало да се пишува една нова светла идеја за ова наше мало место, но сепак многу значено и важно за оваа наша татковина. Со меѓусебна поддршка, здружени идеи, заедничка работа и взаемна доверба, надминати се сите предизвици за започнување на првиот училишен ден во новиот храм на знаењето. Прв директор бил Милчо Аврамовски, но ниедно училиште не може да биде комплетно без стручните соработници. Прв педагог Раде Милевски, прв психолог Светлана Затевска-Шкрвина. Наставничкиот кадар го сочинуваат голем број оделенски и предметни наставници, кои се искусни и стручни во својата професија. Наставниците од нашето училиште имале и имаат клучна улога во воспитно-образовниот процес на учениците. Тие не се само преносители на знаењето, туку и голема поддршка за емоционалниот и социјалниот развој на своите ученици. Наставниците непрестанно влијаат на учениците,
развивајќи вредности како што се почитување, одговорност, тимска работа, емпатија, а како една голема и значајна улога е потикнување љубов кон учењето. Добриот наставник создава атмосфера во која учениците ќе сакаат да учат, да истражуваат и да ги негуваат и развиваат своите таленти. Учениците својот талент може да го изразат членувајќи во нашиот хор. Училишниот хор има значајна улога во училиштето, бидејќи поттикнува тимски дух и збогатува културната и уметничката атмосфера. Учеството во училишниот хор овозможува развивање на музичкиот талент, развивање љубов кон музиката, а секако збогатување на соработката и другарството меѓу нашите ученици од различни оделенија.
изминативе години се остварени голем број успеси на нашето училиште, кои се резултат на заедничката работа помеѓу наставниците и учениците. Секој наставник има различен начин и пристап на работа, но неговата најважна цел е да создаде поддржувачка, инспиративна средина во која ќе потекне развој во сите аспекти кај учениците. Ниту еден голем успех во историјата не е постигнат поединен, сам по себе. Секогаш зад него стоеле луѓе кои соработувале и се бореле за заедничка цел. Во нашите училишта, нашите заеднички цели се успесите на нашите ученици. Голем број награди зборуваат сами за себе. Тие се за резултат од посветеноста на наставниците кон учениците. Несебичното пренесување на своето знаење, големата посветеност и грижата за надополнувањето на учениците со поголемо знаење се резултат на повеќе наградувани ученици од различни предмети. Освојување на Први, втори, трети места, како и пофалници по предметите природни науки, математика, физика, англиски јазик, техничко образование и информатика, ликовно образование музичко образование и спортски надпревари. Разни плакети и пехари ги красат полиците во нашите училишта. Целите представуваат возбудливи патувања кои ни овозможуваат да откриеме нови места, култури и обичаи и значајни вредности. Тие се одлична можност за учење на нови нешта, истекнување искуства, но избогатување на знаењата од различни области. Со екскурзиите создаваме и заборавни спомени, се дружиме и забавуваме. Без разлика дали станува збор за еднодневни прошетки, излети или повеќе дневни екскурзии. Ние секогаш уживаме и се одмараме во природата, заедно со нашите соученици и наставниците. Хуманитарните акции имаат клучна улога во помагањето и пружањето поддршка на луѓето. Хуманоста представува највисок израз на солидарност, сочувство, како и грижа за заедништвото. Улогата на хуманитарните акции е непроценлива. Тие инспирираат добрина, надеж и единство меѓу луѓето. Во нашето училиште се спроведувале и се реализираат на различни хуманитарни и екоакции. Хуманитарните и екоакциите се одраз на добрата соработка и заемната грижа помеѓу локалното население и училиштето. Така ние учениците учиме секогаш да бидеме со отворено срце и да подадеме рака.
почит и толеранција. Можеме да создадеме средина во која ќе има секој еднакви можности и ќе се чувствува сигурно. Училишниот инклузивен тим се грижи да се надминат сите пречки, да изгради мостови на разбирање и создавање средина во која може секој да напредува. Со заедничка работа и посветеност можеме да постигнеме големи успеси и да изградиме свет во кој ќе владее љубов, почит, разбирање и благосостојба за сите. Заедништвото не е само збор, тоа е начин на живот. Избор кој го правиме секој ден. Избор за кој ќе избереме да соработуваме и да создадеме подобра еднина за сите нас. Ако се подпреме едни на други, ако им почитуваме различностите, ако им пременуваме моралните вредности, тогаш ќе создадеме подобра еднина, исполнета со љубов, надеж и просперитет. Ако сакаме подобра еднина за нас и идните генерации, треба да почитуваме силата на заедништвото и да ја користиме за доброто на сите. Мислев гробот нема да ми се знае. Мислев нема ништо од мене, не па нешто мое да трае. Мислев непријателска и туѓа чизма, овде довека ќе чмае. Но верував дека ќе дојде ново изгреи сонце. Вредностите да се споменуваат, децата во радост да пораснуваат. Не надвор од оваа земја, туку овде промени да прави. Само така парчево скромно ќе го здравите. Еј, драго ми е што го чувате споменот и патронот мој. Драго ми е што сте од добар сој и добар слој на земјава правите. Права имајте, но не без должности. Знаење земајте, но отварајте можности. Бидете различни, но градете единство. Владејте прво со себе, ќе видите дека нема да ви треба со другите да владеете. Бавно да зреете, црвено знаме да веете, со различните од вас, што се блиску до вас, да се смеете и да пеете. Стиснете ги тревките, неа ќе исцедите. Не слонете се врз каменот, името ќе го чуете. Симнете се во реките, дното со неа ќе ве почести. Легнете да починете и ноќта со неа ќе ве покрија. Таа е во секоја мисла, во секој заглед, во секој стих, таа живее. Во секое ветување дека ќе го поминеме нашето вчера, нашето минато, ветување дека ќе се грижиме за нашата иднина. Македонијо, многу зборлива немотио, знаеш ли дека ни витосаните векови, вековите невекувани, не сотреа, од тие векови силата ја црпиме, од тие денови за солниште градиме, од деновите нашето сонце. И ако некогаш заменам на дабот името ќе ти го напишам и ако бидам некаде далеку од ова парче земја, секогаш ќе те гледам тебе голема моја Македонија.
Теб се велев Македонио, безбројни стада. Теб се велев Македонио, безбројни стада. Сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се насреќа мириса, мириса на Македонија, кај што се насреќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Срце в гради ќе ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме.
рацете на нашите најмали, чија задача е да ви испратат со добро и ведро расположение. Makedonija, saka povedan, milion srca je